Вести на Канал 8. Реконструкцијата на јавното осветлување во Кочани и дел од населените места во општината е завршено. На пресконференцијата, што по тој повод ја организираше градоначалникот Димитровски, беше речено дека работите завршиле за 2 месеци, а со зафатот се остварува поголема осветленост и заштеда на трошоците за електрична енергија. Завршена е замената на класичните живини со современи LED светилки на јавното осветлување во Кочани. Еден месец пред предвидениот рок, изведувачот на работите ја реализирал реконструкцијата на над 2600 светлосни места на улиците во градот и населените места во рамничарскиот дел на општината. При тоа, живините светилки од 125 вати се заменети со LED светилки со моќност од 41 ват, а оние од 250 со 102 вати, со што просечната осветленост е зголемена за над 50%, а постигнато е намалување на потрошувачката на електрична енергија за 2,5 пати. Градоначалникот Димитровски на средбата со новинарите што ја организираше по повод завршувањето на реконструкцијата, рече дека Кочани ја добил моментно најдобрата достапна технологија за осветлување во светот. На околу 90 столбови постоечки во центарот на градот, во трговскиот центар и на важните сообраќајници се додадени дополнителни светилки за поголема осветленост на тие места. Поставени се 150 нови LED светилки на места каде што досега немаше никакво осветлување. Животниот век на LED светилките е за повеќе пати подолг од живините, така што ако живините ги менувавме еднаш, а некои по 2 пати годишно, новите LED светилки имаат гаранција од 10 години. Со тоа ќе го намалиме и трошокот на годишното одржување на осветлување за повеќе од 7 пати. Најголемиот дел од светилките имаат техничка можност 7 часа по вклучувањето, односно навечер по 24 часот, да ја намалат осветленоста на 50%, со што се остварува дополнителна заштеда на електрична енергија. Заедно со реконструкцијата на терен, изготвена е и техничка документација за секое светлосно место поединечно, кое има и сопствен број, а граѓаните преку веб страницата на општина Кочани можат и сами да проверат какви се карактеристиките на осветлувањето на улицата на која живеат. За разлика од некои други општини кои реконструкцијата на јавното осветлување го направиле со јавно-приватно партнерство, кај нас тоа е завршено со сопствени средства и при тоа целата опрема е во сопственост на општината и таа управува со системот за улично осветлување. Општината Кочани се одлучи со сопствени средства да изврши модернизација на системот за улично осветлување со одложено плаќање кон изведувачите на 36 месечни рати без камата. При тоа, целата опрема е во сопственост на општината и таа во целост управува со системот за улично осветлување. Заштедата во електричната енергија и собраната комунална такса за улично осветлување во целост ќе ја покриваат оваа инвестиција и веќе во 2019 година целата заштеда ќе остане на сметката на општината Кочани, а со тие средства може дополнително да се унапредува системот за улично осветлување со опфат на останатите населени места во општината, со проширување, воведување на телеменеджмент, смарт сити и слични некои други операции. Овие светилки треба да ја осветлуваат нашата општина најмалку 10 години. Со набавката на новите LED светилки обезбедени се уште околу 200 како резервни за замена на евентуално оштетените, односно за поставување на улиците што се во изградба или на места кај кои доправа ќе се појави потреба од јавно осветлување. Димитровски упати апел до граѓаните да се однесуваат домакински со новиот реновиран и модернизиран систем за улично осветлување, како и да спречат или да пријават вандализам и кражба на електрична енергија. Заменик амбасадорот и раководител на економскиот оддел во германската амбасада Ханс Хелге Зандер во посета на фирмата Ината во Кочани се интересираше за можностите за соработка како и помош и располагање во делот на економските прашања и бизнис разговори. Заменик амбасадорот и раководител на економскиот оддел во германската амбасада Ханс Хелге Зандер денеска ја посети фирмата Ината, компанија која што поголем дел од својата работа ја поврзува со Германија, односно преку 90% од извозот оди токму за оваа европска држава.
Фирмата ИНТ за германските компании представува добар партнер и тука вреди да се помогне, изјави заменик амбасадорот Зендер. Die Firma produziert für einige der größten Modemarken in Deutschland. Фирмата произведува за едни од најпознатите германски брендови, например како што е Гери Вебер, и индиректно всушност создава 3000 работни места, преку која што бројка може да се види еден голем удел на германско-македонските стопански односи. Ние за евентуални прашања кои што би дошли од страна на ИНТ во ќе стоиме на располагање како германска амбасада, исто како и германско стопанско здружение. Собственикот на фирмата ИНТ Никол Чојлиев му се заблагодари на заменик амбасадорот за посетата и рече дека ваквата соработка ќе продолжи и понатаму. Господинот се интересираше во главном за се она што го работиме, на кој начин го работиме, со кои проблеми се соочуваме, дали на некој еден и друг начин тие можат да ни помогнат. За конкретни работи не сме разговарали, бидејќи конкретните работи ние ги договараме со нашите купувачи, меѓутоа беше еден многу интересен разговор преку кој едноставно додирнавме многу точки кои на нас собствениците понекогаш и ни стават бариери. Едноставно за мене тоа беше еден многу интересен разговор и посакувам вакви разговори почесто да се обавуваат. Со оглед на тоа што фирмата не се наоѓа директно во главниот град на Македонија, додаде Зендер, потребно беше да се увиди како функционира една ваква фирма во помал град како што е Кочани, со цел, доколку истата има одредени потешкоти и точки во кои што може да помогне германската амбасада, со задоволство тие се отворени за соработка и помош. Продолжува црниот биланс на сообраќајни несреќи во регионот. Во 2 од нив регистрирани се потешко повредени лица, голема материјална штета, но и една човечка жртва. Црниот биланс на сообраќајни несреќи што беше регистриран на крајот од минатата недела продолжи и во текот на празничниот викенд. На сообраќајниците во Кочани и во потесниот регион се случија неколку сообраќајки во кои освен материјалната штета имаше и потешко повредени лица, од кои едно им подлегна на повредите. Најсериозни последици се регистрирани кај сообраќајната несреќа што во саботата околу 2 часот по полноќ се случила кај надвозникот на регионалниот пат Кочани-Градовци. Од непознати причини дошло до излетување од патот на патничко моторно возило Мазда со кочански регистарски ознаки, во кое се превезувале 24-годишниот МП од Кочани и 18-годишната БА од Градовци. При тоа двајцата патници се здобиле со тешки телесни повреди. По укажувањето на медицинска помош во Кочанската општа болница, поради сериозноста на повредите, тие биле префрлени во клиничкиот центар во Скопје, каде момчето им подлегнало на повредите. Втората потешка сообраќајна несреќа се случи на магистралниот пат А3 во близина на селото Уларци, при што освен материјална штета кај возилата и патниците во нив се здобиле со телесни повреди. Причина за несреќата е неприлагодената брзина на условите на патот, па поради лизгавиот коловоз и намалената видливост дошло до судир меѓу патнички моторни возила Ford Focus со Беровски и Peugeot Partner со винички регистерски таблички. Со повреди се здобиле возачите во двата автомобили, како и нивните сопатници, меѓу кои имало и малолетно лице. Поради сериозноста на повредите, тие биле транспортирани до клиничката болница во Штип. Додека траеше увидот во несреќата, сообраќајот на магистралата Кочани-Штип беше во прекин неколку часа, а дел од возилата се пренасочуваа по споредните патишта. Со оглед на зголемениот број несреќи со сериозни последици што се случија во изминатите денови, од секторот за внатрешни работи Штип упатија апел и до возачите. Сите возачи на моторни возила да ја прилагодуваат брзината на движење спрема условите и состојбата на патиштата, а воедно да ја почитуваат и поставената сообраќајна вертикална и хоризонтална сигнализација, како и да не започнуваат со управување на моторни возила кога имаат конзумирано алкохол, и превентивна мерка за зголемување на безбедноста во сообраќајот, да ги задолжително да ги користат сигурносните појаси во возилото. А со тоа да ги намалиме сообраќајните незгоди и последиците од истите. За само 5 дена во Кочани и регионот имаше 5 сообраќајни несреќи со сериозни последици. Како главни причини за нив полицијата констатирала дека се несоодветната брзина при управување со моторните возила и непочитувањето на сообраќајните прописи. Пред 2 дена исчезнал 39 годишен кочанец. Неговиот татко случајот го пријавил во кочанската полиција.
На 25 октомври во полициската станица во Кочани 64-годишниот РН пријавил дека на 24 октомври 2015 година околу 15 часот и 30 минути од домот во непознат правец се оддалечил неговиот син Нијази Незири, 39 години. Тој последен пат бил виден во Кочани за време на одржување на Панаѓурот. Бил облечен во црна кожна јакна, фармерки и патики. Полицијата превзема мерки за пронаоѓање на лицето, а доколку некој го видел да се јави на телефонскиот број 070 540 067. Под мотото "Климата се менува, од нас зависи", во Виница се одржа кампања во рамки на проектот на УСАИД за општински стратегии за климатски промени. Главниот настан се одржа на плоштадот Ангел Винички, а граѓаните имаа можност низ интерактивен пристап да добијат сознанија за глобалните климатски промени. Проектот на USAID за општински стратегии за климатски промени, спроведуван од Милеу Контакт Македонија, започна кампања за подигање на јавната свест за климатските промени. Кампањата, што се реализира за време на 5 викенди под мотото "Климата се менува, од нас зависи", таргетира млади луѓе на возраст меѓу 10 и 17 години. Се спроведува во 10 општини во државата, меѓу кои и во источниот регион, односно во општините Пехчево, Делчево и Виница. Младите преку едукација и забава на овие интерактивни настани ќе научат за основите на климатските промени и како да се справиме со нив на локално ниво. Двочасовните настани се предводени од популарните Жарко Димитриевски, автор и продуцент на емисијата 1 на 1, и Бранко Огњановски, поранешен член на К15, попознат како Миле Паника. Преку интерактивен пристап, комбинирајќи елементи на едукација и забава, водителите поттикнуваат интерес кај младата публика да земе активно учество во иновативните игри и лекции на тема климатски промени. Ќе одиме низ цела Македонија да ја пренесеме пораката дека буквално од секој од нас зависи, дека секој колку и да е мал, колку и да е голем може да придонесе и да направи нешто за климата и за спасување на нашава планета. Она што е посебно интересно за помладите генерации е можноста одблизу да се запознаат со единствената едукативна училница на тркала, или така наречен зелен камион. Камионот е уникатен во делот на негово снабдување со целокупна енергија, кое што ја зема од сончеви панели, кои што се дел од камионот, и со тоа даваме уште една порака дека се залагаме за намалување на штетните емисии на гасови. Кампањата "Климата се менува, од нас зависи" ќе трае до 14 ноември, а во следните 3 викенди едукативни предавања ќе има и во општините Богданци, Кривогаштани, Прилеп, Боговиње, Маврово, Ростуше и Теарце. Македонија се наоѓа на последно место од земјите по употреба на медот и пчелните производи. Преку саеми и манифестации пчеларите ја подигнуваат свеста кај граѓаните за поголема употреба на дарот од Бога. Се одржаа деновите на мед во Кочани. Паралелно со одржување на Панаѓурот се одржаа и деновите на медот во Кочани. Традиционалната манифестација, која има за цел да го промовира медот и пчелните производи, и годинава се одржа под мотото "Користи го медот како храна, а не како лек". Приоритет годинава во делот на културната програма им беше даден на фолклористите од културно-уметничкото друштво Руен од Кочани, кои настапија со своја програма во паркот, каде што манифестацијата беше отворена. Пред присутните се обрати председателот на Матица Слободан Данилов, здружение кое годинава беше организатор на саемот. Излагачи на мед и пчелни производи имаше од Кочани, Виница, Берово, Пробиштип, Прилеп, Битола, Тетово и Скопје. Од наклонетоста на временските услови пчеларите не се задоволни годинава и затоа цената на медот скокна од 300 на 350 денари за килограм. Побарувачката од година на година се повеќе се зголемува, со оглед на тоа што дека за пчеларите, да речеме, беше некој кризен период, сушен период, а сепак квалитетот на медот останува поголем и поголем. И можеме да кажеме дека дури оваа цена е превише ниска, затоа што побарувачката и квалитетот вистина се на едно високо ниво. Значи 350 со тоа што во соседните земји достигнана цена до 10 евра дури. Значи од година на година се надеваме дека исто така цената и кај нас ќе наголемува.
Со овие организации се трудиме да ја подигнеме свеста на луѓето за поредовно конзумирање, секојдневна употреба како храна дефинитивно, не дај Боже да се случи нешто па тогаш да го користат медот и сите производи. Пред се е добар за, освен медот, матичниот млеч, знаете, врв на сите производи, за покачување на имунитетот, за подобрување на крвната слика. На годинешниот саем на мед имаше и пчелари кои имаат органски мед, односно практикуваат органско пчеларење. Првите два критериуми за органското производство или органското пчеларење се пчеларникот да е поставен минимум 3 километри подалеку од некој извор на загадување. Значи да нема автопат, да нема депонија, да нема фабрика. А вториот критериум е исто така во диаметар од 3 км, каде што пчелата најповеќе оди на паша, да нема никакви индустријски култури. Тука се, значи, маслена репа, сончоглед, тутун, овоштарници, значи оние кои се третираат со разни пестициди. Следно, уште кратко би рекол, пчеларот треба да задоволи одредени критериуми. Значи, прихраната со шеќер не е дозволена, употреба на антибиотици за заштита од болести не се дозволени, ние ги третираме пчелните семејства, меѓутоа со органски препарати. И дори и на дворешната боја на сандаците треба да биде со органска боја, не со ацетонска боја. Манифестацијата продолжи и за време на викендов. Со ваквите сајми се подига свеста кај граѓаните за конзумирање на медот и пчелните производи, бидејќи Македонија се наоѓа на последно место од земјите по употребата на медот. Во библиотеката Искра посхумно беше промовирана книгата Света Петра на Катерина Данилова. Освен книгата беше представена и нејзината изложба на дела направени од природни материјали. Во библиотеката Искра постхумно беше промовирана поетската збирка Света Петра на Катерина Данилова. Се работи за кочански автор, во чија стихозбирка се поместени 44 песни. Издавач е Кочанската библиотека Искра во рамките на презентацијата на роднокрајни автори. Во збирката поезија Данилова низ стихови во песните вклопува исклучително богата визуелна структура, по која читателот може да создава конкретна слика за местото и настаните кои се опишуваат. Промотори на стихозбирката беа Ленче Стоименова и Киро Герасимов, роднокрајни автори од Кочани, а стихови пред присутните љубители на пишаниот збор читаа Силвана Јанева и Гордана Јефтимова. Промоцијата беше збогатена со исполнување на композиции од наставници од Основното музичко училиште Ристо Јоруков. Има многу луѓе што оставаат различен траг во животот. Сега, децата наши се наш траг, генетски траг, остануваат после нас. Меѓутоа има луѓе, како мојата мајка, што оставаат траг во времето. А тоа е преку незините песни, кои што, еве, ако имате можност да ги читате, ќе видите дека се всушност дел од незината душа, таа ја раскажува приказната на својот живот, затоа и се многу трогателни и незините слики. Значи, мојата мајка, за жал, многу ненајдено не напушти. Меѓутоа, оваа збирка и оваа изложба ги имавме во план да се направат за баш во овој период, во есен. Затоа јас, иако знам дека не можам да ја вратам, си зедов за задача, како што пишува во една своја песна, таа како аманет, да го реализирам незиниот план, без оглед на тоа што таа физички не е веќе присутна со нас. Присутните ги поздрави и директорката на библиотеката Сузана Ѓоргиева, која истакна дека Кочанската библиотека и понатаму ќе ги следи роднокрајните автори од сите области на литературата и ќе им помага во објавувањето на нивните први поетски објави. Освен промоцијата на стихозбирката, беше представена и изложбата на слики од Данилова, преку која ја покажала својата креативност, затоа што техниката во која се работени делата е уникатна. Изложбата е направена од слики, кои што се... Јас не знам како да ги наречам, ево како што кажа господјата претходно, нешто како мозаик со материјали најдени и соберени во природата, материјали од многу земји, значи не е само од Македонија. На тие слики можете да ја видите Словенија, Хрватска, Србија, Македонија и така натаму. Таа беше влюбена во природата, секогаш кога имаше можност шеташе по шумите и собираше материјали, кори од дрва, мов, трева и слично, и потоа ги обработуваше во слики. Видете таква оригинална идеја
Меѓутоа, јас ќе кажам уште нешто, дома ги имавме цело време средени, спакувани. Меѓутоа, додека не ги видовме закачени на зид, не знаев всушност што е тоа и како изгледа, и не знаев како ќе делуваат и на мене и на сите тие што ги видоа. Катерина Данилова беше долгогодишен новинар воруен во Окучани и автор на неколку публикации за оваа индустрија, како и добитник на награди и признанија од поетски конкурси во државата. И за крај од вестите е спортската информација. Викендот се одигра 9-то коло од третата фудбалска лига Исток. И кочанскиот третолигаш Осогово и виничкиот Слога 1934 од гостувањата се вратија поразени. Нов пораз прокнижија фудбалерите на Осогово во рамки на 9-то коло од третата фудбалска лига група Исток. Од гостувањето во Струмица на надпреварот со екипата на Академија Пандев, тие се вратија со 3 гола во својата мрежа, со што се зацврстија во долниот дел на табелата. Струмичани се покажаа како цврст противник и не дозволија да се случи изненадување, па по поразот во претходното коло на домашен терен од Беласица, осоговци останаа со празни раце. Неповолниот резултат за нашите фудбалери бил најавен уште на средината од првото полувреме, кога домакините со прекрасен гол од слободен удар ја оствариле намерата да забележат победа. Виничка Слога 1934 исто така гостуваше во Струмица против екипата на Беласица и не се прослави. Убедлив пораз од 6:0 им нанесоа струмичани, кои уште во првото полувреме со 5 гола им ја наполнија мрежата на гостите од Виница. Во текот на целиот надпревар се чувствувала доминацијата на домашните фудбалери, особено што гостинската екипа поради изречените казни настапила со младинскиот состав. До крајот на првенството во третата лига остануваат уште 2 кола, во кои и двете екипи од нашиот регион ќе играат поеднаш како домакини и гости, поради што повеќе од јасно е дека тешко ќе можат да се поместат повисоко од дното на табелата. Завршија вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте убава вечер. Довидување.